Струмичани продолжуваат со несовесното однесување кон урбаната опрема во градот. ТВ каналот Виз денови ве истражува дали и колку граѓаните се грижат за чистотата во градот и дали се одржуваат јавните површини кои од неодамна ги уредуваше и чистеше еколошкото друштво Планету. Објективот на нашата камера покажа дека површините се делумно уништени, а отпад има насекаде. Ваков е и случајот на просторот помеѓу улиците Младинска и Крушевска република. Пред повеќе од 3 месеци Планетум реализираше акција, која се состоеше во чистење и садење цвеќиња на оваа површина. Денес тука остана само изработената саксија од стари гуми, а околу неа отпад. Иако повеќето анкетирани рекоа дека културата е на највисоко ниво, се поставува прашањето кој зошто ги уништува јавните површини. Треба да имат култура секој граѓан, за да е чисто да се одржава. Не личе ѓубрина ствари така да се фрли. Секој треба да биде свесен, не кој како му текне това ѓубре, тоа сме треба да се фрли тука. Толку не е културата, нема што да мислам. И наталитетот не е таков. Менталитет се. Корпи за отпадоци имаме поставено. Ма што да тураме навсекаде? паќе џабе, на тај народ треба тепане само, ништо друго. Да. А мислите ли дека преку секојдневно информирање од страна на нас медиуми? Не е дали е едуциран народот. Ако сака да биде свесен, секој сам се едуцира. Не може никој у главата да му намести на некој така как да се понаша. Секојдневно се фрлат отпадоци кои каде ќе стигне, значи се кршат растенијата, дрвцата се откорнуваат. Што мислите еве за тоа? Така, значи пред се во општина Струмица како првин треба да има на секој ќоше континер, канта за отпадоци, а како второ, значи треба да има на секој 200 до 300 метри јавни вецина, пошто народо нема дека да оде ни по јавно веце, ни па континер. Значи не е проблемот само на Петра Скрсници да има еден континер. И ако фрлят тука ѓубре, сигурно од зградата се бунат, пошто викат тие се наши континери, зашо фрлят тука? Еколошкото друштво Планетум веќе подолго време ја реализира акцијата за уредување и чистење јавни површини во градот. На локацијата кај Кожарата беа засадени сезонски цвеќиња и зимзелени садници и дрвца. Десетина ученици од Средното општинско училиште Димитар Влахов, хортикултурна насока, вршеа садење на неколку видови сезонско цвеќе. Паралелно со нив, тројца волонтери од Младински совет делеа флаери како на локални минувачи, така и на жителите кои што живеат и работат околу ова јавна површина. Флаерите имаат едукативен карактер, на нив се напишани совети како да се одржува и да се негува ова јавна површина која што денеска ја уредуваме. Исто така има запишано контакти на соодветни институции каде би можело да се обратат во случај да настанат некакви промени. И покрај редовното информирање и апелирање до граѓаните од страна на медиумите, дали струмичани конечно ќе знаат да го одржат она што го имат и да не ги фрлаат отпадоците каде што ќе стигнат.